Прво успеавме да ги зголемиме платите и пензиите, бидејќи тоа беше значено заради одржување на економската кондиција на граѓаните. Минималната плата е зголемена за 130% во однос на она што беше во времето на ВМРО-ДФМН, за 130%. Значи до 2016 година минималната плата беше 8.000 денари, сега минималната плата е 22.000 денари. Потоа просечната плата е зголемена не на 500 евра колку што беше според програмата на владата и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, туку на 630 евра пред време. Тоа значи дополнителни финансиски средства кај сите граѓани. Невработеноста од 24% е намалена на 12,8%. Странските директни инвестиции од 356 милиони евра колку што изнесуваа во 2016 година на годишно ниво, во време на криза 735 милиони евра. Кога сите предвидуваа крах на енергетскиот систем, ние успеавме да обезбедиме електрична енергија и тоа е електрична енергија со 90% субвенција од државата, бидејќи граѓаните, доколку не беше таа субвенција, изголеменото производство на електрична енергија ќе плаќаа 90% повисоки сметки од тоа што плаќаа. На првиот ден од мандатот, кога јас дојдов за претседател на владата, Скопје немаше парно. Успеавме да обезбедиме парно грејење за 65.000 граѓани во Скопје. Во делот на пензиите ги зголемивме за 50%. Значи денеска просечната пензија е за 6.400 денари поголема од тоа што беше во времето на ВМРО-ДФМН. Исто така воведовме социјална пензија за оние кои што не остваруваа право на пензија. Сега и тие имаат можност. И исто така успеавме и кај минималната плата, и кај пензиите да воспоставиме системска методологија преку законско решение со кој што независно од политичка волја, од тоа дали има избори или нема, пензиите и минималната плата ќе раснат секоја година. Согласно со законските решенија, 50% со порастот на трошоците и 50% со порастот на просечната плата. И тоа е нешто што постави стандарди во нашето општество, дека не може да биде се популизам. Јас инсистирав да овие решенија бидат донесени во неизборна година. Бидејќи што се случуваше во минатото. Јас се сеќавам и вие се сеќавате и граѓаните се сеќаваат. Пензиите се зголемуваа само пред избори. 500 денари пред едни избори, 600 денари пред други избори, 500 денари пред трети избори. И на крај пензиите беа многу помали. Некој тоа го споредува со инфлацијата. И тоа не е точно. Минималната плата е зголемена 130%. Инфлацијата беше 20% го достигна својот пик, исто како во Европа на крајот на минатата година. Сега, веќе трети месец поред, инфлацијата е на 3,2%, споредено со минатата година. А тоа го направивме благодарение на антикризните мерки кои што ги направивме во делот на ограничувањето на цените. Бидејќи да не заборавиме дека Министерството за економија и владата донесовме одлуки со кои што ги ограничивме цените на основните прехранбени производи. Обезбедивме субвенционирана електрична енергија за сите индустрии кои што работат во делот на прехранбената индустрија. Кај земјоделието направивме историска реформа на субвенциите. Сега земјоделците добиваат авансно субвенции, значи за прв пат добија 30% од субвенцијата авансно на крајот од минатата година, сите земјоделци во државата. 100% е зголемено зелената нафта која што ја добиваат по хектар, таа веќе дојде на 9600 денари по хектар за земјоделците за обработка, значи од државата добиваат нафта. И сега субвенциите ги добиваат вистинските земјоделци. Ако во минатото ги добиваа од државни службеници, дообработени во МВР, дообработени во влада, сега со реформите кои што се направени согласно со европските стандарди, имаме субвенции авансно исплатени со историски највисоки износи за вистинските земјоделци.